млад сериозен човек со многу сериозен поглед на оваа возраст, вака одважно да го направи својот прв чекор, навистина е многу храбро и многу надежно. Мишел Трајковски. Кој е Мишел Трајковски? Мишел Трајковски започнува да се дружи со хармониката на 7 годишна возраст во 2001 година, кога го одржува својот прв час по хармоника, а само неколку месеци подоцна го има и својот прв настап во основното училиште Страшо Пинчур на патронатот како член на оркестар. Потоа на 9 години веќе е редовен член на музичкиот оркестар и ги прави првите аудиозаписи во училиштето, како што самиот вели, едва и чека да дојде 5 март, датумот на патронатот во основното училиште, каде што тој има настап. Покрај музичките настани и музичката негова кариера, тој е еден многу сериозен посветен спортист, исто така. Има победувано во повеќе спортски дисциплини, победник е на трка на денот на крстот во општина Ѓорче Петров. Тој исто така пасиониран фудбалер, игра многу добро фудбал, има освоено второ место и прво место. Исто така има учествувано и на велосипедска трка, каде што има освоено второ место. А на 5 декември 2007 година ја добива првата награда на државниот надпревар за хармоникаши во категоријата на пионери, кој се одржа во Домот на Араман. Следната година, 2008, исто така го остварува истиот успех. И се разбира, во 2009 година се запишува во Државното музичко училиште Илија Николовски Луј и одбира музиката да биде негова животна професија. Таа година на 25 април, како тамбураш и член на Народниот оркестар, предводен од професорката Пајса Рифовска, ја освојува првата награда лауреат на меѓународен надпревар одржан во Кавадарци. Во 2012 година го постигнува успехот првиот македонски Зајди талент, одржан во Скопје, во кој учествуваат повеќе од 5000 надпреварувачи, а во жири комисијата се нашите познати Милан Завков, Благоја Амаротов и Зуица Лазов. Истата 2012 година станува дел од младинскиот оркестар на танец. Мишел Трајковски е мој добар пријател, комшија, малку имаме и соработувано, од едно прекрасно семејство, неговата мајка Снежана, која е историчар и општествен работник, исто така и пишува текстови за композиции, неговиот татко Дејан, кој работи во полицијата, ама ретко кој може да се спореди со него по неговото познавање на многу ситни детали од македонската музика. Би рекол еден сериозен музиколог македонски. И неговиот брат Гоце, кој исто како мене ми е колега и веќе има решено да се занимава со театар, учествува во повеќе театарски представи и тоа ќе биде негов животен позив, како што велам. Навистина едно многу интересно семејство, во кој Мишел вечерва приведува еден сериозен исчекор и сериозна најава за една брилјантна музичка кариера што предстои. Вечерва, како промотори на неговото прво CD, ги поканувам да дојдат овде и да се обратат господинот Милан Завков, господинот Ферус Мустафов и господинот Дарко Димитриевски од групата Фортуна. Повелете, првим господинот Милан Завков. Добро вечер на сите. Значи, за Мишел, според тоа што го слушнав сега, и според тоа што го има на неговото првенче, неговото прво CD, немам многу што да зборувам, тој изборува преку музиката. Значи, поблиску се запознавам со него во Зајди талентот. Тој, како што кажа, мој претходник е освои првата награда, него една многу јака конкуренција на инструменталисти. И тоа прво место беше една голема разлика од другите, второ и трето. И, како што кажав, нема што многу да зборувам. Мишел е, можам да кажам, еден од младите и најнадежни и можеби еден голем виртуоз на хармоника во Македонија, а па можам да кажам и надвор не. Затоа што во ова CD, што ја го слушнав, тој негова балкански стил, во сите стилови он се трансформира, ако е
од Македонија македонец, Србија српски стил, Бугара бугарски стил, румунски стил, така да све што она го има на Балканот, го поседува Мишел. И пожелувам многу успех, многу вакви цедиња и да не удостоива секаде со својата хармоника. Благодарам. Почитуваниот Ферис Мустафов, пожелате. Добро вечер на сите колеги, добро вечер за сите присутни гости. Јас сум Ферис Мустафов, како што знаете. Ја краток ќе бидам, многу не знам да зборам, а повеќе знам да свирам, како Мишел. Еве за Мишел да збориме, како дојде до ово ниво. Јас имав едно CD за Сезам продукција, кој ми требеше армоника за едно коло кој го свирам српско и прашав Горан, викам, ми требе армоникаш. А вика, има едно детенце, вика, многу добро свири. Донеси го да видиме. И дојде Мишел, зема армониката, уште првото слушање, колото Растов го направи. И самија. Така ли? И после го викнав Мишел за Белград ќе дојде со мене на Сезам продукција, тамо телевизија, дали би дошол, како ќе дојдам. И го однесов тамо, свиревме тамо и Боки Милошевич вика, одакле е овај момак? Викам, од Македонија, викам. Немогуче, вика, овако да свира, вика, македонец. Викам, свира, и певамо, и играмо све. Значи, многу похвалби има од србите што беа тамо учесници, поготово магистерот Боки го пофали многу. Мене ми беше драго, оти со мене беше, што имам таков човек поред мене. Мислам, за сега моментално, од таа генерација подобар не постои и нема да има. Хвала. Вечерва, токму поради тебе тука благодарам пред се што не покани и ти честитам од сето моје срце за новиот албум и секоја чест што ова го стори на своја 21 година. Добро вечер за Мишел. Добро вечер, поздрав до вашата емисија и благодарам за присуството. Благодарам. Ајде малку, кажи ми, бидејќи не знам колку гледачите знаат, имаш само 21 година и на својата 21 година извади толку убаво CD и на својата 21 година имаше можност и чест да дојдат толку врвни музичари вечерва, токму за тебе. Како што кажа, сите погледи беа вперени кон тебе и какво е чувството? Чувството е неописливо. Искрено можам да кажам дека вечерва ми се наполни душата, се наполни салата вечерва, се наполни од убави луѓе, прекрасни луѓе. Чест и задоволство ми беше да говорам пред нив. Јас и тој им го кажав јавно. Чувството е прекрасно. Јас имам 21 година, веќе сум трикратен првак во хармоника. И ете дојде времето да јас снимам еден албум, да ете видат, да слушнат, иако многумина не ме знае луѓе, еве сега имаат можност да ме запознаат преку музика. Јас се потрудив да тоа звучи баш онака професионално, светски. Тука на ова CD ја негувам претежно македонската музика, но има и други располага ова CD со нови балкански стилови. Тоа е тоа. Кажи ми колку ора или како да ги наречам, колку песни се свирени на ова CD? Значи на ова CD се снимени 10 композиции, од кои 7 се мои лично авторски и на голем дел од нив јас сум аранжер на овие. Браво, Бубе се пофали дека тоа. Што е работата сега тука? Како се попалил дека? Бубе рече дека тоа се негови песни. Бубе се шали, да. Но Јас се шалам. Не, поздрав до Бубе, Бубе најзаслужен за овој албум, му благодарам еве јавно, да му се заблагодарам, значи да не беше Бубе, немаше да звучи вака CD-то. Бубе максимално се вложи во мене
Му благодарам многу, му благодарам. Сите песни се снимани кај Бубе во студио, така? Да, сите се снимени кај Бубе во студио. Тука можам на ова CD да ги поздравам сите гости и да го поздравам Мите Стоилков. Тоа е мој драг колега, пријател, он има 20 години, а исто така ми направи аранжман на една од моите композиции каде што јас сум автор. Одлично. Ќе може ли сега за гледачите на Фолк Ексклузив да го покажете CD-то? Еве го, ова е значи CD-то. Ова е предната страна. Во внатрешната страна, односно на втората страна ги пишува композициите, музиката и аранжманот, а во долниот дел се и гостите. Можам гостите јавно да ги поздравам. Тоа е Джамбо Агушев на труба, Новица Соколовски кларинет, тоа е член од групата Фортуна и ми е многу драг пријател. Орце Николов на бас, Ристо Плуковски ударни инструменти, Никола Автовски бас, Александар Алекс Таменковски гитара и нормално тон мајстор и музички продуцент, уште еднаш да го поздравам, Љупчо Соколовски. Исто така благодарност до Мистер Компани кој се погрижи еве вака да изгледа овој албум и да биде баш на врвно професионално ниво. Мишел, иако веќе еве од денеска натаму ти си имаш своје CD, дали понатаму продолжува соработката со група Фортуна? Со група Фортуна, да. Со група Фортуна сум веќе 2 години, соработката продолжува и понатаму. Они се прекрасни луѓе и чест и задоволство ми е да настапувам, да свирам, да се дружам со такви луѓе. Значи они пред се покрај тоа што ми се колеги, ми се и добри пријатели. Значи ние имаме одличен живот, супер соработуваме. Мило ми е за нив. Мило ми е што ги запознав и што сум дел од групата Фортуна. Инаку, освен овој проект, јас веќе најавувам и нешто ново. Тоа е Мишел со неговата хармоника и сериозна и современа музика. Ќе смениме стил, таму се надевам дека тоа ќе бидат компоненти од џез, класична музика, па се надевам дека и тоа ќе им се допадне, но одиме чекор по чекор. Прво со овој албум, па ќе видиме понатаму. Јас сум сигурна дека овој албум ќе има висока оценка и едва чекам да го чујам и новиот албум, односно новиот проект што веќе почна да го работиш, како што изјави на самата промоција. Јас ти честитам уште еднаш од сето мое срце и те оставам да се дружиш малку со своите колеги и своите роднини и пријатели. Благодарам уште еднаш што на повика и што одвои моменти за мене. Благодарам на вас, уживајте. Вечерва тука со нас и Бубе да му честита на својот колега. Меѓутоа, јас треба да ти честитам и тебе, бидејќи и ти си дел од овој албум. Бубе, пред се, добро вечер, како си ми? Супер, еве, добро вечер ни на сите вас што дојдовте, да ве поздравам кога се работи за добри инструменталисти, да имаме доста и новинари од, значи на промоции и така. Кажи ми, вие сте дел од тој албум, дел, односно тоа што се снимаше во вашето студио, целиот албум, и бидејќи аранжманот вие го правевте, така ли е? Па вака, да, кај мене се снимаше, значи, на мојот колега исто од бендот на група Фортуна, Мишел Трајковски. Значи, аранжманите од 10-7 се мои и плюс некои други автори што учествуваа во аранжманите уште на 3 композиции. Се работеше со добра екипа, со врвни инструменталисти, од ударни инструменти Ристе Плуковски, бас гитара Никола Автовски, Орце Лазаров, гитарите Алек Стаменковски, значи со добар Новица Соколовски, да не го заборавам, кларинет, значи со добри инструменталисти е работен овој проект. Кажи ми, бидејќи се заснимаше во вашето студио, дали добро течеше снимањето? Ајде, секогаш исто прашање, дали слушаат колегите од Фортуна? Па добро, нормално тоа е прашање што треба да се постави на некој продуцент, значи. Да, значи Мишел е еден од виртуозите, можам да кажам, на хармоника од младата генерација. Така да лесно е кога имаш добри инструменталисти, па и пеачи, лесно одат снимањата, каде што бевте сведоци вие 2-3 пати кога дојдовте ненајавени. Извини. Ништо, таман работа повелете и друг пат. Кога се работи со добри екип, што пеачи, што инструменталисти, нема промашај. Кога бев кај вас во студио, ми рековте дека кога почнавте сето ова да го зборите, ми рековте дека ве подплаќаат пеачите за да зборите убави работи за нив. Мишел, колку вас ве подплати? Па, колку ве подплати? Па не знам, на сметката ќе каже, кој ќе извадам извод. Значи нема, таман работа, тој е дел од мојот бенд, така да што е добро е добро. Може и самите слушатели кои ќе дојде ред да ги слушаат албумот, ората,
ќе оценат сами дека се работи за нешто квалитетно. Јас сум сигурна, бидејќи сепак е дел од вашиот бенд, а во Фортуна има само врвни музичари. Конечно да го слушнеме и тоа што Мишел го најавува веќе неколку месеци. И баш ми е што драго што сум дел од овој прекрасен амбиент и од оваа прекрасна презентација што ја чувме вечерва. Кажи ми, бидејќи чувме некои работи од дел од албумот, кажи ми како сте задоволен, бидејќи вие сте човек кој што смее да даде збор 2 околу тоа и смее да даде оцена, бидејќи сепак сте еден врвен музичар и ни заџаве маестро. Така. Благодарам прво на убавите зборови. Значи јас Мишел го пратам од малецок. Значи ги познавам и неговите родители, го познавам и лично ги познавам неговите почетоци и ја пратам неговата кариера и посебно ми е драго што да речеме на негови години направи еден прекрасен албум од кој што ми оставија печаток 3-4 номери кои што се стварно автентични и што доликуваат на нашето поднебие и се надевам дека младите хармоникаши во перспектива ќе учат од овој материјал и во перспектива ќе ги презентираат македонските национални и традиционални вредности. Токму така, благодарам, сигурно и ова кога ќе го гледам Мишел ќе биде многу задоволен од вашиот говор, бидејќи тоа е прекрасно да се чуе да од еден таков човек како вас да каже толку убави работи за Мишел. Искрено, јас преслушав поголем дел од CD-то, не го преслушав цело, од она што може да го слушнам, ми се допаѓа многу. Јас знам и екипата со која го работеше. Нема збор, дефинитивно правилен избор. Јас го познавам неколку години, мислам дека е на прав пат да прерасне во голем инструменталист. Токму така. Кажи ми, дари кај Кирил ќе очекуваме нешто вака слично? Ајде време за CD, за некој спот, за некоја песна. Така е. Време е, се надевам дека до година ќе имаме и нов албум, а претходно што најново сакам да ве известам, после нова година, од прилика не ме држи за збор околу божикните празници, снимен е видео спот за мојата песна Само љубов да не води. Еве јавна покана да би бидете гости. Благодарам. Мислам дека ќе ви се допадне нешто поразлично, така една љубовна приказна. Снимив албум. Многу ми значи овој албум, бидејќи ми е прв, но не и последен. Уште однапред да ви најавам дека веќе работам на нов проект. Музика со хармоника и нешто посовремено. Овој албум каде што содржи повеќе балкански стилови, како што претходно кажа Милко, но сепак голем дел од композициите се македонска традиционална музика со цел да продолжиме да го негуваме она што ни го оставиле предците и ни покажале како тоа треба да звучи. Останува на нас, мене, на останатите млади хармоникаши да продолжиме да ја шириме и твориме македонската музика. Голем дел од ората, првите 5 ора се македонски, натаму продолжуваме со Тарантино джез, тоа е веќе варијанта на разни балкански стилови, романски танц, City Sound, Стив, и пред се да му се заблагодарам на Љупчо Соколовски и City Sound студио. Да молам еден аплауз за него. Искрено можам да кажам дека тој е човекот кој во последно време посвети најмногу внимание и најмногу го изморив во последниве неколку месеци додека се снимаше овој албум. Сум презадоволен од него и најзаслужен за CD-то го направи да звучи онака светски, баш професионално. CD-то е за сите вас, но морам да признам дека го посветувам на моите родители и на мојот брат Гоце. Тоа се луѓето кои секојдневно ме трпеат дека вежба, ги нервира работе, но резултатот е доста позитивен, барем по тоа што го слушнаа веќе претходно. Ви благодарам многу за ова и накратко да ги поздравам и гостите на мојот албум. Ќе започнам од гостите кои се присутни вечерва. Тоа е Никола Автовски бас, Алек Стаменковски гитара,
Ристе Плюковски, бубневи, ударни инструменти и Љупчо Соколовски. Ќе слушнете и ќе видите како има насекаде по ората и покрај тоа што ми ги снимаше. Има доста отсвирено. Да им се заблагодарам на гостите кои ќе немате можност да ги видите на самиот албум, но посебно ми е чест, драго, да ги најавам, бидејќи веќе се испечати албумот, јас добив идеја да отснимам уште нешто. Да го поздравам Дамир Имери, човекот кој што се погрижи да разубави една од композициите. Го поздравиме Орце Лазаров, бас, од групата Академци, исто така е дел од една композиција. Да се заблагодарам исто така на Владко Крстев, виолина, му благодарам и на него, има доста убави фразички на едно мое оро.